Не за кого е печено, ами за кого е речено. Чита Александар Станојков. Имало еден човек многу богат и многу тамачар. Се што да спечалеше пара, ќе ја направеше алтан и ќе го клаеше во еден голем ќуп со нијет да го наполни ќупот со алтани. Од голем тамачарлак што имал, тики дома не купувал месо и друга манча, ами се со пиперки и со прас поминувал. Беше му се додеало на еден измеќар што имал богатио, јадејќи прас и пиперки, тики беше му посакал на богатио 20 гроша пари за нешто му требаше да си купи. Извел богатио и му даде 20 гроши. Изел измеќаро парите и отишел чаршија, та купил неколку ока брашно, мас и друго што треба, та го однесол брашното у една стара жена да му меси една баклава, чунти беше му се здодеало јадејќи прас и пиперки. Му ја направила жената баклавата и си ја зел дома, та му пресекол еден черек на мајстора си за тој да касни. Што ти текна бре калва, што си направил баклава да арџиш пари? Му рекол богатио. Ами лели има умирачка господаре, за тоа ми текна што направив баклава да каснам, да и ако умрам да не жалам. Слушајќи тој збор богатио, како да се устрамил и си рекол сумо. Арно вели измеќаров, имаме умирачка, ја чекај да направам јас една баклава, лели така. Така велејќи, влегол во темниот килер и го откопал ќупо со парите и посигнал да земи алтани. Арно ама, беше го ватил късмето од еден сиромав кавеџија за рака и му рекол, остај го алтаново ќупо чорбаджи, оти овој ќуп алтани не се за тебе, ами за мојот стопан Филан Кишија, што е кавеџија и со 2 пари кавето го продаа да рани дечињата. Ете, за него ти избираш, разбра сега? Слушајќи тоа дешто богатио, од страв што му дојде во темницата и од зборувањето на късмето, многу беше се исплашил и го оставил алтано во ќупо, та си отишол по работата. Седи и си мисли, као ќе му излезе крајот на таа работа. Кога ќе го видеше богатиот кавеџијата да изчаршија да носи каве, на срце го штипеше. На срце? Аха, насам, си велел сам со себе. Како може да биде оваа работа? Јас да печалам за кавеџија што не се мачи? Не верувам јас ова нешто да биде. Со мнозина пријатели се разговарал за тоа нешто и сите го уверувале, оти никој не знае за кого печали, чунки мнозина имале богатство и не било късмет тие да го јадат, ја зете и го јале, ја друзи миравчи. За тоа нешто се прикажа од стари со поговорки вака. Магариња печалиле, ато и јале. Разбушајани работиле, мазни патуци јале. Мачници печалиле, немачници јале. Од овие поговорки од друзи што му и кажувале пријателите, се уверил богатио, оти друг ќе му и јади парите. Арно ама, тој беше пресапил еден есап, што ниту тој да и јади, ниту кавеџијат. Беше нарачал на тавчиите да му направат еден сандык, што да се заклучува со клет. Му го направиле тавчиите сандыкот и тој го полнил со алтаните и го качил на една кола ноќ и го тркалил во морето. Ете, вака ќе и пропаднам париве в море и нема да му и дам на кавеџијата. И јас не ќе имам, ама и тој нема да имат. Си отишол дома и се раатисал. Арнамо тој ден веќе не можел да артириса пари, та да направи алтан. Колку вадел, толку јадел и на 2-3 дни одел крај море да го гледа сандакот дали стои. Пливајќи по море, некои каикчи го виделе камено и сториле ние да го изваат и да му го однесат на кавеџијата да си направи дибек, чунки дибекот од кавеџијата бил дрвен. Сопрво му кажале на кавеџијата, оти ќе му донесат еден морски камен за дибек, без да му сакат за камено пари, само ќиријата да си ја плати и секој месец што ќе пијат у него каве, да не му го пишува на рабуш. Кандисал кавеџијата и една вечер беа го изваиле каикчиите камено, таму го однесле на кавеџијата и му го испраиле до вратата да му постоит, дури да спечалит троа парите да викне еден тавџија и да му го ископа за дибек. Одеќе богатиот крај море да го види сандеко, која гледа, го немало камено.
Леле, јас сиромав, си рекол сам со себе. Го зеле сандакот ми отидо златните мои парички. Ќешće да не бев и клал во тој пусти камени да го стоја во ќупо, да као сака нека беше. Се вратил од кај морето за дома и од мака што му паднало, се вратил кај кавеџијата да се напие едно каве, при се што го опизмеше кавеџијата богатио. Арнома, Чунти му го зеле ковчего, си успокојал до негде, Чунти неќел да му и јади кавеџијата парите, да ако и јади некој друг. Неј се, влегол во кавето како шашардисан и седнал на еден стол да му донесол кавеџијата едно каве. Таман беше го допил кавето, се ополил кај вратата да види кој ќе влези во кавето и која гледа, сандакот испрен до вратата. На часо беше го прашал кавеџијата као уплашен. Кавеџи бре, од кај си го нашол овој камен што си го испрел до вратана? Двајца каикџи и тираџи ми го донесоа вчера да го направам дибек, Чунти дибекот ми е дрвен, му рекол кавеџијата. Кој чул тие збори и богатиот кавеџијата, на големо чудо беше станал како не лажел тој пусти късмет. Тогај се уверил и на зборите од пријателите што му велеле, а тој ќе печелат и магариња ќе јадат. Не е за кого е печено, ами за кого е речено. Откоја си помисли и се уверил од е така, го викнал кавеџијата на една страна и му рекол да вати една кола и да го однеси камен од домата, таму ќе му кажал едно чудо за тој камен. Ватил една кола кавеџијата и го однесол камен од дома. Отишол и богатиот со него дома, та извадил клучо и му го отфрлил капако на камено, да му и покажал алтаните и му рекол: земи си овие алтани, пријателе, што су ми печалил толкова години јас. Чунти така ми нарекле на речниците. Јас да печалам и ти да и јадиш. И му кажал за која направи калвата баклава, како и тој сакал да направи, како му ја ватил раката късмето негов, како го направил тој сандак и како го врлил в море. Се благодарил многу кавеџијата и го држал богатио на гости вечерта. Утрото, пред да си оди богатио, ја натерал кавеџијата жената си да му меси едно кравајче, да му клаи 100 алтани во кравајчето и која ќе си го скрши кравајчето да се најди да се подзавати со работата. Чунки му велел богатио немал нити 5 пари. На испраќање му го дале кравајчето, дури како насила, Чунки неќел да го земи. Одејќи си по еден сокак, видел две деца што сиделе од даскал и многу му се пулеле во очи децата на богатио. Во истото време и тој погледнал во очи и као да се сетил да се отсиромајо, да го извел кравајчето и му го дал да си го делат и да си го јадат. Одејќи си децата дома, ја го дале кравајчето на мајка си и ја кажале ти гостино му го дал. Домаќине, види кравајчето му го дал човеко на децата идејќи од даскал. Вистина, домаќинко, наш късмет биле овие пари, затоа му го дал кравајчето на децата со алтаните. Ете што велат стари, не знај човек за кого печали. Засега се наш късмет, а допосле не знаеме од кај нас кај ќе одат овие пари. Спроти оваа, има една што собирале арамиите пари во еден ќутик и го пресекол еден дрвар, таму го продал на некој коач за да си клаи на коалната и си нашол коачо парите, Чунки за него му биле наречени. Некој богат човек беше му нарекле на речниците да избира парите за некој Ѓорѓи Касап во некој град. Така знаејќи, тој беше однесол парите в планина и искрил во некоја дупка од некој ќутук. Барајќи еден дрвар, еден ќутук за некој чорбаџија, го пресекол тој ќутук и му го однесол на чорбаџијата дома. Ама тие пари не биле наречени за тој богат. Дошла една силна река и го занесла ќутукот некаде, та го нашле и го однесле кај Ѓорѓија Касапо, та му го продале, и кога видел богатиот и ќутукот му го пресекло, отишол при Ѓорѓија Касапо да види и од кога го виде ќутукот у него, се почудил и му кажал за парите. Ѓорѓија Касапо му дал едно кравајче со алтани и кога си ошол и на пато го нашол овчар од Ѓорѓи Касапо, та му го дал. А пак овчарот му го дал на Касапо за еден џигер и пак тие дошле у Ѓорѓи Касапо.